Банките се со висока профитабилност во првото тромесечје од годинава. Првите 20 компании од берзанската котација имаат висока профитабилност. Откако државата се задолжи со евробрзница, но и кај меѓународните кредитори, денуве излезе со нова идеја – граѓанска обврзница. Во ова издание на Трилинг гостим во емисијата директорката на Управата за јавни приходи и заменик председателка на СДСМ Сања Лукаревска. Господја Лукаревска, се откажавте ли од солидарниот данок или ќе им допуштите на компаниите да ги реинвестираат профитите? Не сме откажани од данокот на солидарност. Тоа е сега во собраниска процедура, бидејќи некаде околу февруари месец помина на седница на влада, така да законското решение сега треба да го поминуваме цел филтер во собранието и потоа веќе да имаме соодветна имплементација. Иако некаде до крајот на мај треба да имаме соодветни, ако може така да кажам, предвидувања за овој данок на солидарност, сепак ќе се поднесе соодветен амандман, доколку не се задржи овој рок, за да може да се пролонгира данокот на солидарност. Иако станува збор за една еднострана, привремена, вонредна јавна давачка. Какви се финансиските резултати од завршната сметка во однос на наплатата на даноци? Кои се најголемите должници? Имате ли увид? Податоците кои што ги имаме ние, со кои што располагаме за финансиските резултати, искажани во поднесените даночни биланси за 2022 година, кај 17.876 даночни обврзници е искажана добивка со износ од 142,7 милиарди денари, 3081 даночен обврзник во поднесените даночни биланси за минатата година имаат искажано загуба во износ од 21,2 милиарди денари. Најголеми должници за данокот на добивка можам да кажам дека припаѓаат во следните дејности: неспецијализирана трговија на големо, изградба на стамбени и нестамбени згради, неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалоци и тутун, дистрибуција на електрична енергија, производство на животинско и живинско месо, трговија со електрична енергија, финансиско услужни дејности, производство на моторни возила, трговија на мало со метална стока, бои и стакло. Тоа се отприлика нашите податоци. Лукаревска, денуве владата излезе со идеја за граѓанска обврзница. Со 50 милиони евра не се загрозуваат депозитите од речиси 8 милиарди евра во банките на граѓаните и фирмите, но колку овој концепт за граѓанска обврзница објективно граѓаните може да се офајдат а воедно може да биде и дополнителен сигнал за финансиската помалку нестабилност на државата? Па не би рекла дека имаме некаква финансиска нестабилност во државата. Мора да имаме во предвид дека оваа нова граѓанска обврзница како еден нов финансиски инструмент за да може да ги зајакне економските текови во државата ќе им помогне доста и на граѓаните. Од друга страна беше планиран во планот, односно е предвиден во планот за забрзан раст, и граѓанската обврзница е предвидена и во буџетот за 2023. Условите се тие кои што ги наведе и пред некој ден министерот за финансии, значи станува збор за нарочност од 2 години, минималниот износ е околу 10.000 денари и во буџетот ќе може да се инкасираат околу 50 милиони евра. Оно што останува непознаница со колкава каматна стапка ќе биде граѓанската обврзница? Точно така, значи каматата ќе биде повисока отколку кај депозитите во банките, а пониска од каматата доколку државата се задолжи во странство. Така да мислам дека околу овој дел, во делот на каматата, треба да се утврди од страна на Министерството за финансии. Самиот министер напомена дека во наредниот период ќе информираат за сите овие соодветни поединости, за целиот тој процес, како ќе се одвива сето ова и така натаму. Колку реално граѓаните може да се офајдат од оваа граѓанска обврзница и што добива државата? Државата добива секако слевање на приходи во рамки на буџетот, што не значи тоа дека ние имаме слаба наплата или билдаме одредени други празни гапови во наредниот период. Можам да кажам, ова е една олеснителна околност, а секако ќе видиме по нејзиното прво испорачување какви ќе бидат и ефектите. Сега не би сакала да коментирам. Може би она што
констатација на Европската Унија овој период е дека постои голем јас меѓу власта и опозицијата. Може би за две клучни праша. Едниот аспект е уставните промени, вториот е она што долго време јавноста бара одговори, а особено опозицијата, околу договорот со Бехтел и Енка. Моето прашање до вас е дали на американско-турската корпорација ќе важат истите правила? Закони за ДДВ наплата, даноци, придонеси? Во делот за инфраструктурниот проект Бехтел и Енка, секако дека јавноста е будна и целиот тој проект е под лупа на јавноста. За новите законски решенија гледаме дека се во рамки сега на во собранието всушност, и секако дека секој од тие законски решенија е добро образложен, подкрепен со сите можни аргументи од страна на министрите кои што всушност ги поднесуваат тие законски измени. Има одредени да речеме и даночни олеснувања и даночни ослободувања кои што ќе представуваат секако и придобивка и за нас, за нашата економија, меѓутоа секако и да ги почитуваме одредените меѓународни стандарди кои што важат за вакви крупни стратешки проекти. Затоа што ако го следиме целиот овој процес кој што се случува за Бехтел и Енка и да ги следиме испоредбените искуства со земјите во регионот, секако дека имаме и одредени поклопувања и секако дека сами овдека не сме ги носеле ние законите за да направиме некаква посебност за одреден даночен обврзник. Колку до вас, како владеачка гарнитура, допираат реакциите од јавноста дека по секоја цена се обидувате да го протуркате, да ги протуркате законите во однос на договорот со Бехтел Енка и покрај тоа што Европската Унија реагира, антикорупцијска бара одговори? Видете, за секој голем проект во нашата држава секако дека се има некоја перцепција дека е нешто скриено, тајно, корупцијско можеби и така натаму. Пак ќе повторам дека целиот овој проект е под лупа на јавноста. Европското знаменце, кое што стои на сите овие законски решенија, не е злоупотребено од никој, поготово не од страна на позицијата, од страна на владата и така натаму, туку е еден инструмент, бидејќи требаше да застанеме сите заедно позади овој проект. Гледаме дека имаме одредени тесногради гледишта од страна на определени политички структури. Тоа значи да го фатиме чекорот со Европската Унија, за да ни се овозможи да не се отвори патот. Доколку некој смета дека само со блокада може да се решат овие прашања, мислам дека тоа го видовме и претходно. Претходно имавме блокирање, па немавме соодветен успех. Сега Европското знаме ќе ни заштеди и време, ќе ни заштеди и пари. Ако сакаме тој процес да го тераме до недоглед, само ќе губат и граѓаните, ќе губи и државата. И секако дека покрај тоа што ќе се унапредиме во рамки на инфраструктурните позиции, ќе се унапредиме и во делот на економијата, ќе имаме развој во делот на туризмот и во рамки на безбедноста на државата и на граѓаните. И мислам дека ако некој размислувал и се води по она кое што го слушавме во бомбите, 5% за жутите, веројатно свежени се сеќавањата на сите, и веројатно и заради тоа, можеби, гледајќи што се случувало тогаш, дека можеби да има такво нешто и сега, граѓаните го знаат точниот износ на целиот овој проект, знаат и други поединости, секако заради доверливост одредени работи, не само кај нас, па ќе повторам и во другите земји каде што имало ваков проект, не биле отворени сите вакви прашања. Лукаревска, зголемувањето на платите на функционерите го разбудија незадоволството кај граѓаните, се најавуваат штрајкови. Сега директно ве прашувам како директор на Управата за јавни приходи, ќе им излезете ли во пресрет на вашите колеги кои бараат 30% зголемување на платите? Апсолутно да, јас доаѓам од таа куќа и кога бев и обичен вработен, вработените ја имале, ја имаат и ќе ја имаат мојата поддршка во делот на тоа што значи зголемување на плати, затоа што за последен пат во Управата за јавни приходи зголемувањето било во 2009 година, да не заборавиме дека навистина вршиме една многу сензитивна
улога во државата, бидејќи го полниме буџетот и овозможуваме општествените текови да се одвиваат како што се одвиваат до сега. Јас можам да кажам дека во мои раце се аргументите, во мои раце е желбата, во мои раце се што можеше се направи, сите можни дописи, барања ги доставивме заедно со репрезентативниот синдикат, заедно со вработените до Министерството за финансии. Направивме многу разговори, навистина имаме супер соработки со Министерството за финансии, меѓутоа сепак одлуката е во нивни раце. Лукаревска меѓународните партнери го вклучи алармот на неколку наврати вела дека криминалот и корупцијата е длабоко вкоренет во високите ешелони на власта. Управата за јавни приходи има овластување да провери извори на одредени функционери. Го правите тоа? Да. Редовно, бидејќи тоа не е дел од надлежноста. Имате ли некакви индиции дека некој преку ноќ се го зголеми своето финансиско конто? Или за некакви финансиски малверзации? Зголемувањето на финансиското конто кај одредено физичко лице секако дека се следи и од наша страна, меѓутоа треба да се следи и се следи од страна на Управата за финансиско разузнавање, Управата за финансиска полиција. Многу предмети имаме во кои што заеднички постапуваме по добиено известување, а по реакција од банките од страна на Управата за финансиско разузнавање. Исто така гледаме, правиме, да речеме, најактуелно е сега контроли кај физички лица кои што имаат голем поврат за да им се врати назад, бидејќи знаете дека и одредени физички лица заради своји остварени приходи се и ДДВ обврзници, така да и тоа е една сега интересна појава и тоа буквално со енормни суми, така да ќе видиме во иднина како кои резултати ќе ги имаме. Лукаревска, ако нема предвремени парламентарни избори, зошто започнавте неофицијална кампањата? Речиси секојдневно ве гледаме на терен, меѓу компаниите, изработивте како партија и лечиња. Ќе има предвремени парламентарни избори или? Апсолутно не. Ќе има редовни парламентарни избори во 2024. Она што доликува на една модерна политичка партија е тоа дека треба да е на терен со граѓаните од кои што го црпи и мандатот. Не да одиме само пред избори да ги посетиме и да бараме гласови. Мора постојано да сме на терен, да слушаме. Јас и кога одам на терен рамо до рамо, секој пат им го кажувам истото на присутните. Дојдовме тука отчетно и транспарентно со крената глава, за да ви кажеме што направивме, меѓутоа и вие да не коригирате дали сме на добар пат, дали треба нешто да поправаме, да ги слушнеме нивните најдобронамерни критики, да одговориме на нивните прашања, да видиме што сме ветили, а што не сме реализирале. И дали сте на добар пат? Видете, ние сме политичка партија која што во најтешки времења носи битни државнички одлуки. Според она кое што јас го имам како перцепција од средбите со граѓаните, секако дека имаме и грешки. Но тоа не значи дека сме на лош пат. Премиерот Ковачевски денови рече дека кај дел од пратениците од ВМРО ДПМН постои расположение да ги поддржат, да гласат за влезот на бугарите во преамбулата. Дали тоа се заснова или се темели поточно врз конкретни информации или врз личен впечаток на премиерот и на партијата? Разговараме со сите политички чинители во рамки на парламентот. Секако многу пати сум напоменувала, пак ќе напоменам. Прогресивните сили мора да победат, бидејќи постојат. И секако дека комплетно се сложувам со она кое што го зборуваше и премиерот Ковачевски. Дали премиерот Ковачевски е заложник на агресивноста на тандемот Ахмети Груби? И дали помалку не изгледа навредувачки констатацијата на ВМРО ДПМН е дека со владата раководи тандемот Груби Ковачевски? Па поимите заложништво, агресивност, мислам дека се типични за еден посебен политички субјект, така да не би навлегувала во тој дел на коментар. Ние, како владина коалиција, СДСМ и ДУИ, навистина имаме
одлични, коректни односи, бидејќи имаме заеднички стратешки цели, заеднички постулати на кои што се темели нашата коалиција. Така да не гледам дека има можност и потреба за еден ваков наратив како што зборуваат. Меѓутоа, Европската агенда ни е заедничка стратешка цел, влезот во НАТО ни беше заедничка стратешка цел, добробитот на граѓаните и на државата ни е заеднички именител. Програмите пред да бидеме во коалиција ги усогласувавме и гледаме дека таму околу 80% имаме скоро слични проекти наведени во рамки на нашата и на програмата на нашиот коалиционен партнер, дуи редовни координативни средби имаме со нив. Така да не ми делува дека нити некој става некого во заложништво, нити па некој спрема некого е агресивен. И на крајот, дали во СДСМ расте фракционерската битка и каква е улогата денеска на поранешните председатели во СДСМ, Заев и Црвенковски, кои воедно беа и еден период и премиери? Вклученоста и на Зоран Заев и на Бранко Црвенковски во делот на нивните советодавни улоги, во делот на нивните мудри одредени решенија, секако дека се секој пат добре дојдени во рамки на СДСМ. Дали тоа значи дека сте во контакт со Заев и со Црвенковски? Како партија говорам? Апсолутно да. И со поранешните други председатели на партијата. Затоа што во еден период имаше критики и од екс-премиерот и лидер Црвенковски на адреса на владеачката гарнитура. Во јавноста овој период се слушаше дека има несогласување на релација Заев-Ковачевски. Дали тоа се концепцијски разлики, партиски или станува за нешто подлабоко? Мислам дека времето го демонтираше сето ова, дека има некакви концепцијски разлики. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. И благодарам и на вас.